Почитувани, со оглед на тоа што секојдневно ситуацијата се менува и се добиваат нови заклучоци, мерки и препораки од Министерството за здравство и ние будно ја следиме цела ситуација како општина Кавадарци. Изминатите денови беа поставени пултови за дезинфекција на дланки на неколку позиции во централното градско подрачје. Од денес тие пултови се прошируваат и им се менува временскиот период, односно постоечките 3 пултови остануваат на истите локации, а поставени се дополнителни пултови во село Вача и 3 дополнителни пултови во деновите среда, петок и недела на 3 влезови на Зелениот пазар. Се менува и нивен временски период, односно пултовите ќе бидат поставени од 13 до 17 часот, а во деновите кога функционира Зелениот пазар од 9 до 13. Исто така, воведовме уште една олеснителна мерка, сите изнемоштени, стари и болни лица, кои не се во можност да ги извршуваат своите секојдневни обврски, може да побараат помош во кол-центарот на бесплатниот телефонски број 13300, кој е достапен 24 часа во денот. Во текот на наредниот ден од пријавувањето на овој телефонски број, општина Кавадарци ќе им одреди еден волонтер кој ќе им помага во набавката на мирници или други потреби кои се спречени да ги набуваат и извршуваат сами. Службите на јавното предпријатие Комуналец работат напорно во делот на одржување на хигиената во општина Кавадарци, со што сега се врши воредо перење на речиси сите улици со дезинфицент, а акцент се става на дезинфицирање на контейнерите и кантите за отпадоци. Општина Кавадарци заедно со полицијската станица Кавадарци и општа болница се следи целата ситуација и се врши контрола по сите мерки. Исто така, ја следиме ситуацијата и на лицата кои се наоѓаат во самоизолација, а сега ги имаме на број 78. А укажувам, тоа се лица на самоизолирани кои се дојдени на странство без симптоми никакви, меѓутоа мораат наредните 14 дена да бидат во самоизолација. Апелирам до сите жители на општина Кавадарци да ги почитуваат сите препораки и мерки кои ги добиваме секојдневно, да се грижиме заеднички за нашето здравје и да останеме дома после работното време. Во ова време останувањето дома значи еден поголем придонес не само за себе, туку и за здравјето на целото население и за нашите најблиски.